За 121 е минусното салдо во планот за запишување на правачења во штипските деветолетки. Од планираните 538, запишени се 417 правачења. Потврдувајќи го регресивниот тренд во намалувањето на бројот на правачења, таткото на градот е оптимист. Истиот наскоро ќе биде запрен и ќе бележи нагорен раст. Па јасно е дека трендот постои во изминатите години на намалување на бројот на учениците. Она што е наша должност е да создаваме услови да младите остануваат овде, за да нивните дечиња остануваат овде, се образуваат во нашата држава и остануваат и да растат и да се развиваат овде. Токму затоа се сите овие напори кои што ги правиме и ние како една целина, како општина, заедно со државата, и верувам дека тој тренд кој што е во една негативна насока, наскоро ќе продолжи да расте и ќе ги осетиме сите позитивни придобивки од процесите кои што ги движи и владата и општината, а секако и институциите како што се основните и средните училишта. Во меѓувреме, денеска во училишните дворови од деветолетките сликата од збунити, но нетрпеливи дечења за да се запознаат со учителката и новите другарчиња, го одбележа нивниот прв училишен, но приемен ден. Срекна што сум првач. Сакам да се видам со учителката и новите другарчи. Среќен сум што сум прваче. Прибори и ранеци и тетрадки, наливи пикала. Се што е потребно за школа. Имам пуно тетрадки. Баба ме ги учи да ги пишувам буквите. Имам тетрадки, имам мовели, чекам да влезем во школата. Возбудата од првиот школски ден за правачињата не ја кријат и родителите. Многу добро возбудени, да. Какво е чувството? Супер, одлично. Најубавото чувство, пошто јас водам внуче на праваче да биде. Тоа е мојата принцеза. Горди сме на вие лепотици и се најубаво за нив. Па многу убаво тоа да се доживее. Влади имавме праваче, сега пак праваче, многу убаво. Прекрасно, прекрасно. Возбудливо. Прекрасно. Не може да се опише со зборови. Директорите со искрено добре дојде за новите ученици. Овде ќе научите да пишувате и читате, ќе научите да се почитувате, да бидете одговорни, да стекнете нови знаења. Но најважно од се е тоа дека ќе научиме заеднички да освојуваме највисоки врвови, да трпиме порази, но и да постигнуваме успеси. Големо е задоволството кога знаеме дека денес се умее и се препознава иднината, дека некој се грижи за нашата иднина, дека се прават напори, онаму каде што е најпотребно и се инвестира во иднината, тоест во образованието на најмладите коренчиња кои утре ќе расцветаат и ќе бидат лидери во ова општество. Училишното звонче денеска само најави запознавање на правачињата со нивното училиште. Тие со нетрпение го чекаат почетокот на идната работна недела.